Николе, ти, а? Што бараш ти тука? Не можев повеќе да издржам. Сакам да сум со вас. Прости. А јас те сметав. Ти знаеш ли колку е ова опасно? Не само за тебе, туку за сите. Не си ти крив, туку јас сум. Не требаше да ти кажам. Добро, Нуне. Ќе се вратам. Само те молам, не лути ми се. Ај, кога си веќе тука... Ајде. Ти благодарам. Не грижи се. Што ќе речеш ќе направам. Ајде, тргнуваме, не чека дружината. Ајде. Сите ли сме? Сите. Добро, имам и доброволец, иако не беше предвиден, еве го. Опасно, Нуне. И јас му го реков тоа, но кога е веќе тука. А сега да ви ја кажам задачата. Тргнуваме за Рувци. Таму се собирачите на данок. Војводата Ристе нареди да се распоредиме околу селото. Ќе има покотници, да знаете. Убиените или ранетите наши. Да ги излечкаме од селото. Тргнуваме веднаш. Ајде. Ти, Никола, ќе дојдеш со мене. Тебе ти ова прво. Добро. Ајде. Ајде. Сектор! А не да топат! Јопек. Секој што не токмил вергијата, по 30 стапа. Пушти да оди дома, да донесе. Ако не донесе, но и 30 стапа! Ама, Ага! Бега се! Животот можеш да ни го земеш, ама од сиромаштија не можеш да откинеш. Гревје, душа носиме. Што душа, бе, душа, бе? Како раја, бре, а што стане? Ај, сектор! Полна куќа, гладни деца, Ага. Се што имав донесов, повеќе. О, донесе една слабо кокошка! Мршлак, бе! Ова кучиња не јада, бе! Бре, јаваш, бе! Нему, 40 стапа, за да знае како се чека царски човек! Ајде, бе! Мрси! Кој ќе ни каже каде се? Да не избега некој. Тоа е задача на дрварчето. Нуне со децата сигурно е таму. Ќе го причекаме. Како што ја отработите? Војводата Танаско пристигна и чека на знакот. А за лумџиите? Сред село се. Мора да побрзаме, војводо. Веќе претепаа неколку селани. Спремни? А дете во чие? Се не го познаваш? Внукот на дедо Милош. Николче. Се сетив. Само ова не е свадба, Нуне. Уште е малечок, ќе се исплаши. Не сум мал, војводо. И сакам да помогнам. Добро, добро. Вакви деца сакам. А сепак ти си ми одговорен за него. Повлечи ги твоите во селото и подалеку од покотницата. И внимавај на детево. За некоја минута ќе дадам знак за напад. Ајде, одете. Добро, војводо. Ајде.
braća. Не знам како да ви благодариме, браќа. Им плативме за сите злосторства. Ама ова не е крај. Допрво почнува борбата за живот и смрт. Господ, да те поживее, синко, не спасивте. Ispravi se. Ispravi se. Го фативте ли, Али Саид? Избегавај го. Ту. Зашто не беше се во ова кога тој избега? Војводо! 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 Го открив. Али Саид е скриен во куќата на Миха. Ги држи домашните со пиштол. Да ја сардисаме куќата. Да ја срдисаме. Ама да не направиме некоја несреќа ли сте? Крвникот е готов да истепа се живо. По мене! Чекај. Али Саид! Пушти ги луѓето! Оти ако те фатиме жив, ќе те сечеме парче по парче! Царско човек на ѓаур не се предава. Најнапред, пред вашите очи ќе колам децата. На крајот ќе убијам мене. Ако сака, пушти мене живо, ќе пуштам на децата. Ќе го стори тоа, Аристе. Да го пуштиме. Само плаши, Танаско. Не ќе сме. Да измислиме нешто попаметно. Вие бидете живи, пријатели. Али Саид веќе никому зло нема да прави. Аферим за градското дете. Ако не беше тоа, ќе не истепаше куќето како зајаци. Алал да ти е мајчиното млеко, синко. Па ти излезе појунак од сите нас. Коле, не си излажа Ботару. Еден ден ќе станеш војвода, да знаеш. А јас ќе ти видам бар реактор.
Натоварете ги убиените на коњи. Селаните нека ги избришат сите траѓи. Кога ќе стигне аскерот, нека им кажат дека заночниците заминале на кај горно дивјаци. Браво, синко. Побрзај дома. Што си чул и што си видел да заборавиш. Добро. Ако чуе татко ти што си направил, ќе биде горд на тебе. Ајде со здравје. Ајде. Со здравје. Здравје. Ти велиш не знаеш каде е Никола. А каков другар си му ти? Може би му се случило нешто? Ништо не му се случило, учителе. Од каде знаеш? Не баш доверува во мене. Матите нешто, деца, матите. Внимавајте, ќе биде лошо за сите нас. Велиш, и твојот учител бил таму, а? Беше. И каков е тој твој учител, Коле? Абе, добар е. Ама не е ниту како војводата Ристе, ниту како војводата Танаско. Ајде. Знаеш, јас ги слушав што зборува, ама не разбрав баш многу. Е што? Овој учителот зборуваше за некаква организација, за некој комитет. Ништо не го разбрав. Абе, Коле. И јас не ги разбирам. Јас пак ги слушав војводите. Што велат? Зборуваа за тие комитети. Велат, добро е да има такви комитети. Добро. Да. Да знаеш, Коле, една работа. Ќе ти кажа. Што? Учителите се многу учени луѓе, да знаеш. Запомни го ова. Многу учени. Без народ. Нуне. Абе, моите другари чекат на тебе да дојдеш па да ги заколнеме на верност. Почна помалку и да не ми веруваат. Ај дојди. Абе, ќе дојдам, ама. Војводата Ристе, еве вчера ми рече да не брзам. Знаеш што ми рече друго? Што? Рече дека и мојата дружина ќе треба уште еднаш да се колни. Зошто два пати? Тоа мора да има некаква врска со даскалите. Оваа заклетва сега што имаме, тоа е за ајдутите. Така ми рече. А вели оваа нова, таа ќе биде за ослободување на Македонија. Разбираш? Цела Македонија? Да. Сега, еве, кога и ти ми кажа дека и кај вас се зборувало за организацијата, за комитети, то мора да има некаква врска со новата заклетва. Мора! А ја имаш ти таа нова заклетва? Ја немам. Ама, кога ќе ја добијам, ќе дојдам веднаш кај вас, да знаеш. Добро, аз ќе им кажам на овие дека ќе дојдеш. Знаеш што да направиш? Што? Ти да ги собериш. Каде си, бе, сине? Каде си, не дојде наручек? А и попладне свршија часовите, се вратија децата, а тебе те нема. Тука сум. Ме прати учителот во Прилеп. Тој беше зафатен и отидов да му донесам некој работа. Па да се беше барем јавил. Се исплашихме, гледаш какви се времињата. Татко ти отиде да те бара на училиште, отиде и до општината. Мислевме да не те одвеле ни замите. Не требал да ме бара, тате. Не сум малечок. Каде си, бе, магаре? Ако те грабнам, со ова ќе те парчусам. Тараф направив по тебе низ градот. По полицијата ми велат дека не знаат ништо. Ама јас мислам дека ме лажат.
Кажи, къде беше? Во Прилеп. Ме прати учителот до инспекторот да му однесам едно писмо, ама ми рече никому да не му кажувам. Майката... Значи, ме лажел дека не си бил на училиште, а? Тоа не е убаво од негова страна, ќе му кажам јас. Те молам, тате, ништо не му кажувай, тој е учител, знае што прави. Ајде. Оди таму, влези со мајка ти, нека ти даде нешто за јадење. Не сум гладен. Ајде, влегувај тамо. И слушај, ако не излегувај денес од домот и од полицијата, може да дојдат и да прашат дали си се врати. Зошто да прашуваат, тате? Јас... Писмо, учителот... Ајде, одите, влегувај. Кај извршијата? Ајде. Несреќа кај Макам Ефенди, несреќа. Али Саид. Бегот испал чакре и уште 8 души ги најдовме сите истепани во шумата. Последен пат биле во Рувци, собирале данок. Заминале. Селаните велат слушнале пукотници, ама не знаат што се случило. Бак. Арами кренале раце на царски луѓе. Дед! Ова е одмазда за оној воденичар кај Макам Ефенди. Ти реков јас дека треба остро со рајата. Ако оди вака, ќе удрат и на нас во градот. И што ќе речеш ти, јузбаши? Остави на мене. Ако не можам да ги фатам арамите, ќе ги фатам јатаците. Ќе терам се на бесилка. Ај. Чоджукот на Јанаки вчера го немаше. Ештреф! Бојром Јузбаши, оди веднаш да го фатиш детето на Јанаки. Дете е, Јузбаши, ќе ни се смее народот. Гет. Во оваа земја, секој ѓаур штом прогледа, душмане на царштината кај Макам Ефенди. Коле! Коле! Што е, бе? Ајде, повеќе ке задостиме. Бе, доаѓам. Ајде. Коле, сине, немој како вчера. Ако те пратат некаде, претрчај, јави се, мајка. Добро, мамо, добро. Ќе се јавам. Ајде. Зошто застана? Полицајцот. Полицајцот, слушај. Ако ме затвори... Што? Ајде. Ти беше детето на Јанаки? Ајде в полиција со мене. И да не бегаш. Зашто стрелам по тебе, разбра? Ајде. Ама треба да одам на училиште. Еве твоје другар ќе каже на учителот. Ајде ти пред мене. Ајде. Стрино, Мари! Стрино, Марио! Стрино, Марио, полицајцот, коде се коле во ќумачот? Зошто бе? Не знам. Кирче, сине, да не знаеш нешто? Не знам. Кажи, каде беше вчера Коле? Не знам ништо, живи мајка. Да не е нешто со учителот, да не го пратил некој? Не знам, живи мајка, не знам. Не плачи, Марио. Пак е некој истан со татко. Ке го пуштат, ке појдам да видам во што е работа. Хајде, ќе дом со ти. Оди. Слушај, Чоджук, сега ќе кажеш си што ќе те прашам, ако не сакаш да јадеш ќотек. Што знаев за смртта на дедо кажав? Пусти го ти дедо ти, бе! Што барал тоа нашол? Кажи ми ти мене,
Кој ги отепа нашите царски луѓе Али Саид и другите? А? Каде да знам јас? Прашајте ги постарите, може би тие знаат. А каде беше ти вчера? Татко ти дојде во полицијата да те бара. Молчиш, а? Ајде да не те тепам. Кажи право, каде беше вчера? Никаде. Играв со другарите, фаќавме врапци во коријата. Домуш, гиди, аус! Лажеш, бре, свиско копиле! Кажи каде беше или ќе ти ставам стици! Ќе кажам! Така де, чоджук. Ајде, да не ме мачиш ни ти мене, да не те мачам ни аз тебе. Ајде, кажи поред. Каде беше? Кој те испрати? Што правеше? Бе во Прилеп. Каков Прилеп, бе? Песевенк? Кога си бил во Русци? Тебе таму ти видели селани? Во Прилеп бев? Јас и не знам каде е тоа село. Добро, Иве, ајде да поверувам на твојата лага. А кој те испрати во Прилеп? Учителот ме прати. Ај. Даскалот, а? Абе, чоджук, како тоа тебе дете да те прати во Прилеп, а за тоа да не знае татко ти? Не знам. Не знаеш? Не знам. Како бе не знаеш? Како не знаеш те испратиле во Прилеп, а не знаеш по каква работа? Слушај, кажи ли ти ставам спици под ногтите? Ми даде писмо да го однесам на инспекторот. А што пишува во него не знам. Писмо, а? Еј, чоджук, ако лажеш, тешко тебе. Немој да си играш. Слушај, ќе пратам под даскалот и ќе го прашам. Ако лажеш, куските ти ги искашам. Копне, ето! Ешев! Бојрум, ефенди, оди веднаш на училиште, доведи го даскалот. Не пуштај го од пред очи да не прави ујдурма. А овој песевенк, води го во друга соба и стави го под клуч. Разбирам, ефенди.